Еве денеска со големо задоволство сакам да ве информирам дека по подолг временски период на подготовки во кој се испочитуваа сите законски постапки и процедури, започна гасификацијата на Општа болница во Струмица. Овде сме на лице место каде што се врши изградба на оваа нова котлара, бидејќи постоечката не беше соодветна за воведување на природен газ за приклучување на гасоводната мрежа. Овој зафат за мене лично, како градоначелник и за општина Струмица, има навистина големо значење. Болницата неколку години наназад беше посочувана како еден од загадувачите во нашата општина и бидејќи знаеме затоплувањето овде се одвиваше на нафта како гориво и секако оние мерни станици кои што ги поставивме на почетокот еве од овој период, 3-4 годишен период, покажаа дека и општина Струмица, иако немавме такви сознанија, се сепак мора да се загрижи за квалитетот на амбиенталниот воздух. Една од причините беше дека можеби и близината на оваа мерна станица со непосредно до котларата, старата котлара на општата болница, дополнително ги изголемува овие концентрации, што секако беше факт и кој се лоцира уште многу поодамна. И во тој контекст почнавме со нашите заложби да го промениме, еве конечно можам да кажам дека се финишира таа наша активност, се обезбедија средства и така натаму. Правевме заеднички напори секако со владата на Република Македонија, болницата исто така, јавното претпријатие Струмица газ. Вкупната вредност требаше да се обезбеди на оваа инвестиција која изнесува околу 6 милиони и 900 денари вкупно, од кои 5 милиони денари се обезбедени преку Генералниот секретаријат на владата и 1 милион и 900 денари преку Министерството за здравство. Свој влог секако имаше и општината, покрај големата желба и упорност оваа да се реши. Му дадовме целосно задолжување и поддршка на јавното претпријатие за енергетски дејности Струмица газ за спроведување на целата постапка како најкомпетентни за оваа дејност, кое што вклучува спроведување на тендерска постапка, изработка на проект, изградба на котлара, набавка и поставување на потребна опрема и приклучување на гасоводната мрежа. Оваа значи уште една потврда на исполнување на нашите заложби за чиста средина на општина Струмица. И во тој контекст продолжува еден тренд, една тенденција во нашата општина, што повеќе и јавни установи, приватни наши потрошувачи да се приклучат на газ. Така да можем да кажам и вие знаете дека сите општински институции и претпријатија на општина Струмица се веќе приклучени на гасоводната мрежа, дел од државните се приклучени и продолжуваат со иницијативите за приклучување. Така да очекуваме дека во новата грејна сезона значително ќе биде подобрен квалитетот на амбиенталниот воздух и такви сознанија веќе и сега во овој период доста убедливо покажуваат дека се движиме во тој правец. Јас се надевам дека оваа сезона ќе бидат овие резултати уште подобри. Задоволство е што еве денес конечно сме овдека на местото каде што почнува изградбата на новата котлара, за да можеме да обезбедиме приклучок на гасификацијата која што ние веќе одамна имаме во општина Струмица. Со тоа всушност овозможуваме, како што спомна градоначалникот, да го чуваме амбиенталниот воздух. Меѓутоа, од друга страна се надевам дека и ние како Општа болница Струмица ќе имаме многу полесен начин на дистрибуција, многу полесна контрола на трошењето и се разбира, јас се надевам дека ќе имаме и заштита на финансиски средства во однос на потрошувачката спрема пресметките со кои што се направени и се надевам дека ќе продолжи приклучувањето на останатите институции во наредниот период, затоа што тоа е, мислам дека за зачувањето на еколошки здрава средина една од најбитните фактори.